Мрежата за инклузивен развој на Вардарскиот плански регион официјално започнува да функционира во новите простории на поранешно радио Велес. Зградата денеска официјално ја пуштија во употреба градоначалникот на општина Велес и претседател на Вардарскиот плански регион Славчо Чедиев и представникот на UNDP во Македонија Алесандро Франкасети. Сега се останува на Центарот за развој на Вардарскиот регион, смета Франкасети, кој истакна дека UNDP останува постојан партнер во насока на поддршка на проектите за развој на регионот. Ние продолжуваме со соработката, затоа што ова е првиот плански регион со кој што ние воспоставивме одлична соработка. Мислам дека сега ќе зависи од луѓето, од регионот, од сите присутни, од сите релевантни фактори овде како таа соработка понатаму ќе се одвива, инаку ние сме расположени и волни да помогнеме. Во изминатиот период се одвиваше реконструкцијата на приземјето од зградата, а во предстојниот ќе се уредува и останатиот простор. Новите модерно опремени канцеларии на мрежата и оние кои се наменети за Центарот за развој на регионот и Стопанската комора ќе треба да придонесат за подобрување на условите за работа на полето на економски развој на регионот, вели Чедиев. Од март месец почињаме со реконструкција и на горниот спрат, каде што дефинитивно ќе ги дефинираме и просториите за целокупната администрација на Вардарскиот регион. И целокупниот Вардарски регион својата активност ќе обавува токму во оваа зграда. Намената на оваа мрежа за инклузивен развој е пред се за развој на локалниот за развој на локалниот економски развој, односно за бизнис сделки. Тука ќе биде сместени и коморите, значи Сојузот на стопански комори, Стопанската комора на Македонија, значи рамноправен однос ќе имаме према сите институции и секој ќе биде на располагање на бизнис секторот од Вардарскиот регион. При денешната посета представникот на UNDP потенцираше дека Вардарскиот регион е пример за можноста преку воспоставување партнерства меѓу релевантните субјекти да се влијае на подобрување на бизнис климата.